На пат за Витлеем. Да се жртвуваме значи да се откажеме во корис на другите или за работи кои не се за нас. Кога се жртвуваме, не само што им помагаме на другите, туку си помагаме и на себе. Како? За почеток се ослободуваме од себичните тенденции, преку давањето и нудењето. Ние активно работиме на ослободување од сопствените желби и директно влијаеме на животите на другите. Исто така, на тој начин се обидуваме да го следиме нашиот Спасител, на што како христијани сме повикани постојано да го правиме. Ги имитираме Христовите постапки и упатства и примери кои ни ги дава. Сепак, потешкиот дел од жртвувањето е да се направи нешто и да се остави во корис на другите, не за себе. Не очекуваме родителите да се жртвуваат за своите деца, само за тоа да им го кажуваат тоа в лице кога ќе пораснат, колку многу се жртвувале за нив, и да бараат некако возврат. Понекогаш слушаме како луѓето велат: се откажав од ова и од она само за тебе, сега ми должиш. Или слушаме: како можеш да се однесуваш вака со мене после се што се откажав за тебе или се што направив за тебе. Ако е вистинска жртва, тогаш нема ниту услови, ниту очекувања. Тоа е вистинско дарување на себе. Доволно е да погледнеме на нашиот Господ, кој претрпе понижувања, страдање и смрт, за да не ослободи. А ние се уште имаме нашата слободна волја, која ни дозволува да одлучиме како ќе живееме, што ќе мислиме, што ќе правиме. Нашиот Господ, дури и кога сме грешни, никогаш не ни вели: но погледни што жртвував за тебе, погледни што направив за тебе, погледни како ја пролевам мојата крв за тебе. Не, добриот Господ тоа никогаш не го вели. Не вели: ќе те оставам затоа што одлучи да ме игнорираш или затоа што избираш да живееш живот кој не е по мојот вкус. Наместо тоа, тој ни вели дека е секогаш со нас, во добри и лоши времиња, но од нас зависи дали ќе го примиме. Како христијани, треба да ги живееме нашите животи и да им дадеме смисла, но и да молиме. А дали ќе грешиме? Секако. Меѓутоа, наше е да ги исправиме овие грешки преку светата тајна покаяние, со исправање на грешките што сме ги направиле и со поступувањето со нашите ближни како што би сакале да поступуваат со нас. Тогаш ќе можеме исто така да започнеме да ја сваќаме и искусуваме полнотата на она што значи да се жртвуваш. Затоа, приближувајќи се до рождеството на нашиот Господ, да се обидуваме постојано да се жртвуваме за другиот, гледајќи го примерот на нашиот Господ и служејќи им на оние кои имаат потреба, не поради некоја заслуга или слава или дури благодарност, туку затоа што тоа е едноставно правилно и затоа што треба да се направи, затоа што му е угодно на Бога. На пат за Витлеем.